Зависниците од друг алкохол и хазард, кои се дел од 18-месечната програма за рехабилитација во тераписката заедница Покров од Струмица, процесот на реинтеграција ќе го имаат во новоотворената пекарница, социјалното претпријатие Бейкъл. Во просторот во центарот на градот, штетениците ќе го печат пекарскиот занает, кој може да им биде основа за идна професија. Раководителот на проектот Сократ Манчевски вели дека е задоволен што по неколку години идејата ја претворија во реалност. И во последната фаза, која викаме фаза на реинтеграција, нашите штетеници по двајца ќе доаѓаат да волонтираат и да го учат пекарскиот занет, што ни е цел, бидејќи тоа ќе им помогне кога ќе излезат надвор, оние деца што не се од Струмица, да можат да имат една опција за вработување плюс. Пекарскиот занет е на цена во моментот, се бара пекар плюс секаде, така да ако они го усовршат занаетот, убедени сме дека полесно ќе не јадат работа, а оние што сакат да останат кај нас, исто така имат можност да се вработат тука. И тоа е главната цел, заради што ги создаваме сите тие економски активности, се со цел да можеме на лицата кои што го завршуваат процесот да им помогнеме полесно да се реинтегрираат. Освен во процесот на рехабилитација на штетениците, пекарницата треба да промовира и здрав начин на исхрана. Тераписката заедница Покров има оранжери со органско производство, како дел од социјалното претприемништво што како здружение го работат. Клучна иновација, што ние викаме во нашиот Бейгъл, ќе биде тоа што нема да користиме адитиви во тестото, нема да користиме други хемиски субстанции за зголемување на квалитетот, односно на масата на тестото, туку ќе користиме исклучиво природни состојки. Од една страна ќе ги возобновиме на некој начин тие домашни стари познати наши рецепти кои што се одличен квалитет, а кои што за жал не знам од кои причини ги нема по другите ресторани за брза храна. Значи идејата е да биде брзо, ама да биде и здраво во исто време, а од друга страна што е најважно, од таму некаде крајот на април, почетокот на мај, целокупниот зеленчук и овошје што ќе биде сервиран во сите оброци што овде ќе се сервираат, ќе биде од органско потекло. Во моментот во Покров се сместени 20 штетеници, чиј процес на рехабилитација во најголем дел е финансиран од Министерството за труд и социјална политика. Кон средината на годинава ќе биде отворен центарот за рехабилитација на лица со попреченост и маргинализирани групи, кои исто така ќе може да волонтираат во пекарницата. Нејзиното отворање финансиски го поддржа Германскиот центар за соработка, а преку оперативните програми за вработување отворени се 6 работни места.